Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со содржините од денешното издание на емисијата Дневна соба. Како што веќе најавив, на самиот почеток имам интересни гости, особено едната половина од тие гости, а тоа е Дорит Вајсман, поетеса и режисер, која ни доаѓа од Израел, а тука со неа е неодминливиот Митко Гогов, нејзин пријател и колега по перо. Добар ден, добре дојдовте во нашево студио. Welcome. Добар ден. Thank you. Добар ден. Добар ден. Добар ден, така. Дорит Вајсман во нашава земја, Дорит Вајсман во Македонија. Кој е поводот? Dorit Weissman is first time in our country, first time in Macedonia. What is the aim that you're coming here? I came for a poetry festival in Tetova to meet other poets, friends, to get people know my poetry, to listen to other poets. And then after the festival I wanted to see more of Macedonia. Така. Дојдена е за прв пат во Македонија. Поводот е гостувањето на интернационалниот поетски фестивал Дите на име во Тетово. Но кога веќе дојде овде да запознае нови поети, да слушне нова поезија, остана уште неколку денови повеќе за да види повеќе од Македонија. А ја виде и Струмица. Импресиите од нашава земја, импресиите од нашиот град, кои се? The impressions from our countries are... I wanted to say that in Israel we have some people from the Balkan, and they are very special type of people, a lot of power, and I wanted to see the people. The impression is exactly what I expected. Сакаше да ги види и да ги запознае луѓето од Балканот, затоа што претходно знаела дека луѓето од Балканот се енергични и дошла овде да се увери. И дали е тоа така? Is it like that? Are we energetic? Yes, and I like the movies of Amir Kusturica and the music of Goran Bregovic, and I see people it's like this, poor, that it's here, it's very poor economic situation. I can see this, but the nature of the people and the country, it's, yes, I like it. Импресионирана од тоа што го видела. Претходно знаела за музиката на Горан Бреговиќ, за филмовите на Емир Кустурица и особено се доаѓа што тоа што го очекувала го доживева овде, но очигледно е тоа дека всушност Балканот е поприлично сиромашен ако гледаме од економскиот аспект. Да, Балканот е исклучително поглед духовно и на некој начин компензира. The Balkan is rich spiritually and that is how we balance. Yeah, Так. yes. Добро, имавте синоќа настапи во Струмица. Што беше тоа? Може Митко и ти да ми одговори? Тоа се дел од новите активности всушност на Сдруженијето за развој на култура и заштита на културно наследство контекст од Струмица. Активностите ги ставивме под една рамка која нарековме Словорум, односно соба во која ќе се величи словото. Пред 2 недели на првиот празник овој месец, 11 октомври, бевме домаќини на поетот Татанос Гогос од Грција и Марија Дејановиќ од Хрватска. Ова е втората средба книжевна на која, освен што правиме презентација на поезијата на авторите, имаме и неформална интеракција со самите автори и по тој повод Дорит Вајсман е нашата втора официјална гостинка по активност, но по број трета. Да. Колку нејзи се допадна синокешниот настап, колку имаш интеракција со посетителите? How do you like the event last night? How do you like the interaction with the audience? And do you think that it was a good event? Yes, the audience were very interested to hear new poetry, a poetry in Hebrew as well, and they were live audience. And Mitko said very interesting things about my poetry. Срекне што публиката синоќа беше заинтересирана за нејзината поезија. Исто така дека имавме ние струмичани можност да слушнеме нејзината поезија на нејзиниот мајчин јазик, односно на хебрејски јазик, но исто така и на македонски.
тоа што публиката беше заинтересирана да разговара за нејзината поезија, да ја доближиме нејзината поезија до нашите читатели и секако го поздрави мојот говор и моето представување на нејзината поезија. Така, што е тоа што е предмет на перото на Дорит Вајсман? Колку Израел како земја е инспиративна за поетите? What are the main topics that you're speaking about, the subject that you write about? Is it Israel specifically inspirational for you as a country? I'm writing about my poetry is feminist. It's a poetry of traveling, a poetry about my family, about craziness, about the cancer disease that I had, about all kind. I think this is international subject, not. Sometimes I have political poems about Israel, but I cannot say Israel is the inspiration. The inspiration is the place that I live, my family, my friends. Универзални теми, добро. Пишува најмногу за феминизмот, пишува за ракот со кој се има изборено, пишува за нејзината фамилија, пишува за патувањата. Рече дека Израел само по себе како држава не е толку инспиративен за нејзе, но сепак пишува за тоа што се случува таму, пишува за нејзиниот дом, но генерално пишува за глобалните теми со кои се содруваме и ние секојдневно. Да. Но во секој случај погледот на Израел кон феминизмот и погледот на нашава земја кон феминизмот е претпоставувам различен. He is saying that the view that Israel have with the feminism and the view that we have as a country for the feminism probably are different. So that's why maybe you speak about it from your perspective. Општеството има некаква врска со сето тоа. And the society have some important connection between all of this. Maybe tell him about the international anthology that I'm planning. Internationally, even poets from your country will be included. Да, во моментот таа работи на една огромна интернационална антологија на феминистичка поезија и во истата се вклучени исто и македонски авторки поетеси. Супер, со тоа се ја кажам. Добро, слушнав пред да влеземе во студиото некои импозантни бројки околу нејзиното творештво, многу книги, да прецизираме. He said that before we enter the studio, you say about the numbers of your book. They are imposant, so can you tell us more about what kind of books you published and what are they speaking about? I published 10 poetry of books. One is about my mother, one is about traveling in Australia and New Zealand, one is about handling cancer, and different subject, love poems, protest poems, as I said, and I published 2 prose books, one about the cancer, one about the last years with me and my mother. And I edited 2 social anthologies, and I translating 2 books of Charles Bukowski, which is very important American poet. Значи има напишано и објавено 10 поетски стихозбирки. Браво. Се извинувам, од кои како што нагласивме и претходно, дел од нив ги обработуваат темите со патувањата, една од книгите е за посетата на Австралија и Нов Зеланд, една од книгите е за нејзината мајка, другата за борбата со ракот. Исто така е автор на 2 романи, од кои едниот е повторно за нејзината борба со ракот, а другиот роман е за последните денови од животот со нејзината мајка. Автор е исто така на 2 антологии со автори од Израел и исто така има објавено и преведено на 2 колекции, 2 избори на поезија од американскиот поет Чарлс Буковски. Оно што ме интересира, каков е статусот на поетите, на поезијата воопшто во израелското општество? Колку сте вие задоволни од тоа? Може ли од поезија да се живее во Израел? Can you live from poetry? What is the status of the writers in Israel? Is it easy to be a writer in Israel? It's contradicting because poets consider very high, but we don't get any money.
So you cannot live from being a poet. You need to do something else in your life to earn money. So it's contradicting, you know, because there's no connection between the high level that people think about poets and the low living that they can make. Контрадикторна е ситуацијата, најверојатно како и секаде, затоа што самите автори сами по себе имаат големи очекувања и се поставени високо во општеството и луѓето на нив гледат како на пореализирани луѓе, а всушност е спротивното. Најчесто не можеш да живееш само од пишување и најчесто луѓето кои пишуваат имаат и споредна работа, односно работа од која екзистираат. Кај нас е ситуацијата сосема поинаква. Например, Митко многу добро живее од поезијата. He say that the situation here is a bit different because I live very good from poetry. Добро, но затоа тука вашата втора љубов, а тоа е режијата. Како го правите? Има ли некаков баланс помеѓу едното и другото? Има ли некаква поврзаност помеѓу поезијата и она што е предмет на интерес на филмовите кои ги правите? Then here is your second love, the love for doing movies. Is there any connection between the poetry you write and the topics that you are working on when you are making movies? Can you find the balance between the both categories of creating art between poetry and movie making? Yes, I made a documentary, 40 minutes, about poetry. Poets, my group of poets in Jerusalem, the festival poetry, poems inside. This is the connection. And then I made before documentary film about searching roots of my mother origin in Europe, in Hungary, which is a subject that I'm dealing with it very much with my mother. So. Да, вели дека има поврзаност меѓу поезијата и филмовите на кои работи, кои ги има сработено. Првиот филм кој го има работено е поврзан со нејзината заедница на поети од Ерусалим, така да во првиот документарец се говори за настаните и фестивалите кои се случуваат во Ерусалим заедно со членовите на нивното здружение и филмот е пропратен со различна поезија од самите автори, но во вториот филм таа ги истражува и ги бара корените на незината мајка со тоа што доаѓа до Унгарија и го истражува и испитува и анализира сето она поврзано со незината фамилија, затоа што тоа е една од основните теми со кои долги години се занимавала. Така. Ако слушнавме импозантни бројки за книгите, значи 10 книги, 2 романи, 2 антологии, колкава бројката кај филмовите? If we hear imposant number of books, what is the number of the movies that you made? No, not many. I made 2 big documentary and 1 very short one. Just 3 documentaries that consider. Значи нема голема бројка на филмови, како што каже ги има овие 2 филма, од кои двата се долги. Првиот спомена дека е 40 минути долг, а третиот филм кој го има работено е краткометражен. It took me 5 years to do the documentary of 40 minutes, so I don't have this time to do. Но рече дека и требале 5 години за да го сработи едниот од документарните филмови, затоа што пристапот кон работата со кинематографијата е малку подолг. Ајде малку да се играме по принципот што би било кога би било и што, на пример, доколку државата Израел донесе закон дека една жена како Дорит Вајсман не смее да се занимава и со филм и со поезија. И кога би тој закон би претпоставувал дека треба да се одбере само едно. Што би одбрале вие? Let's play a little game. What if, for example, Israel make a law, make a decision that woman as Dorit Weissman can't do the both things. You can't do the movies and to write the poetry. What will you choose? No problem. I'm a poet, 100% poet. Even that I published my second prose book, but I feel like a poet. Не би било тешко за неј за да избере, таа е 100% поет, иако последната книга и е проза, но сепак се чувствува пред се како поет. Супер. Од кога се знаат Митко и Дорит? How long we know each other?
in Salerno. It was 2015. I think so, yes. So let's say 4 years. Yes, 4 full years. 4 full years. Се знаеме 4 години, пръв път се сретнавме на меѓународната конференција на 100.000 поети за промена во Салерно, Италија, 2015. Така. И баш ме интересира што мисли Дорит за Митко, што мисли Митко за Дорит како поет. What do you think about me as a poet? Or as a person as well? His age is like my son's age, but he's very mature person. And your poetry, I just saw it in English this week. So what I can say about your poetry, that it is unique, that it is vivid, that I want to read more of it and learn it more carefully. Вели дека малку е непријатно сега да се зборувам за мене во трето лице, но ќе пробам. Вели дека јас сум на години како нејзиниот син, но односот мој кон животот е малку поизграден, односно се однесувам малку како повозрасен во ситуациите со кои се соочувам, а како поет мисли дека мојата поезија е уникатна, жива. Таа пред неколку дена за прв пат читаше една нова селекција од мои преводи на англиски и секако сака да чита многу повеќе и да истражува многу повеќе од она што го пишува. I want to say more about Mitko, that not many poets can also do something for poetry, and Mitko, he is a poetry, not industry, but Ambassador. poetry ambassador, and he is doing a lot for the Macedonian poetry and for international poetry. Така. Би можело да говори уште многу за мене, но сака да нагласи дека освен што се занимавам со поезија, помагам многу и во тоа поезијата на некој начин дека сум поетски амбасадор и дека помагам многу во промоцијата, презентацијата и на македонската поезија, но исто така и на меѓународната поезија. Добро. Вториот дел од прашањето беше што мисли Митко за Дорит. Знаеш, Георги, секогаш кога одиш на такви големи интернационални фестивали, конференции, има премногу учесници и има колку и да сакаш, колку и да не сакаш кармички или под звезда, или по енергија, или по мисла и начин на гледање на светот. Почнуваш да се дружиш само со неколку од учесниците на одредени такви меѓународни фестивали. Дорит беше едно од луѓето кои ги запозна во Салерно и ете после неколку години е овде. Еден од нив кој исто така го запозна во Салерно, кој исто така пред неколку години беше овде во студиото Јоханес Белхарц од Германија и Италија. Така да, Дорит беше еден од луѓето кои пред се ми се допадна затоа што на таа конференција во Салерно исто така говоревме и за тие глобални протестни проблеми со кои се соочуваме и мене од секогаш социјално ангажираната поезија ми се допаѓала и Дорит е автор кој ми беше еден од првите луѓе со кои почнав да разговарам и за кои посакав еден ден да биде овде во Струмица. Колку посетата на нашата земја во овие денови е доволна инспирација или доволна за да се роди некаква идеја да направите нешто во Израел како збирна поезија од македонски автори? How you like our country? How do you like the time here? So, for example, when you go back home, you will be willing to make some collection of Macedonian poetry and Macedonian authors, like Anthology of Macedonian Poetry translated into Hebrew. About other poets? Of a collection of Macedonian writers, poets. I did not think about this. What I want to say that I have no idea what is going to be. Sometimes after I coming back from home and I'm writing all the time here, and when I'm moving it to the computer, sometimes I have inspiration and I write poems about what I've been and about poets here and about poems here. I don't know now what will be. Не може да предвидува. Таа вели дека и овде додека престојува, постојано пишува и најчесто се случува кога ќе се врати дома, кога ќе почне да ги префрлува напишаните работи на компјутер, тогаш и доаѓаат дополнителни идеи и навистина не може да знае
што ќе донесе иднината, но е Направи отворена. тоа како идеја. Но е отворена и ќе размисли за тоа исто така. Така. На што во моментов работи? What is the thing that you're working on now? What are you working on? I'm working about a new volume of poetry. Работи на таа нова колекција за која спомнавме, во која се застапени македонски поетеси, меѓу кои Лидија Димковска, Долорес Лори, не знам кој испратив, но вистина. No, this was the anthology. I'm working also in my new poets, an international anthology, and I have television program of poetry that I work every month. Значи, освен таа, работи на нејзина нова, најверојатно 11-та колекција, но исто така работи и на телевизиски проект. Добро, отприлика имав тоа да ве прашам. Се надам дека ова нема да ви биде последен пат да ја посетите нашава земја и нашиот град. Ќе бидете добре дојдени, претпоставувам, а и оваа телевизија е има отворени врати за гости како што сте вие. So he said that this was basically all that he wanted to ask you, and he hoped that this is not your first and last time, but only just the beginning of your visits here, and not only in Macedonia, but as well if you come here, that the TV station, TV channel Vis will be always open for you to when you come to share what you're working on in future. I want to thank you, and I hope also to come again. So we'll see. Да, но пред да го кажам моето конечно благодарам за вашето гостување во мојава емисија. Би било убаво да ги почестиме гледачите со дел од вашата поезија. So he say, before we say the last thanks, it would be good if the audience of the television will be able to hear a little from your poetry in Hebrew. Ако нешто знаете наизуст, например. If you know something to Yes, my pleasure. I will recite very short poem. Mitko will tell you about. So now I'll tell you in Hebrew. פואמה קטנה על חזה קטן. מתאים לי להיות משוררת. אם חזה גדול זה פרוזה וחזה קטן זו שירה, אז הציצים שלי בדיוק בגודל. מה עוד שאתה אוהב אותם כולם, איך שהם במיוחד מתוחים כשהידיים מורמות. Незината песна е всушност протестна песна, феминистичка за големите и малите гради. И таа вика дека ако големите гради се проза, а малите гради поезија, незините гради се совршени за да биде поет. И дека особено ја драго кога ќе ги крене рацете и кога ќе ги стави на незините гради и кога ќе ги притисне градите всушност за да се издише. Лайк. Многу убаво, ви благодарам за гостувањето. Дојдете ни пак, госпоѓа Вајсман. Митко, ти благодарам за помош да го спроведиме овој разговор како што треба. He thanks in the name of the TV station, and he is welcoming you one more time when you are free to come in Macedonia, and thanks for being here, and he thanks me as well that I am helping him in doing this interview. Исто така би ти се заблагодарил и јас, Георги, за постојаната соработка која имаме. I want to thank you very much, you and for Mitko that hosts me so kind here in Macedonia, and I love Macedonia. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешно издање на емисијата Дневна соба. Се раздалуваме со вас со песната на денот, која ви избравте со вашите гласови. Од режијата знаат за која песна станува збор, бидејќи гласањето траеше, дури траеше овој разговор. Се гледаме утре во 10 часот, до тогаш довидување.